Косметикологијата беше мое хоби, меѓутоа никогаш немав помислено дека би била моја професија. Запишав студии на 30 години со цел да стекнам поголемо знаење за козметичките производи кои си ги изработував претходно сама за себе дома. Така некако започна приказната и спонтано моето хоби стана моја професија. Како клучни фактори за една бизнис приказна да се реализира, би ги издвоила решителноста и истрајноста во својата замисла. Последните 3 години за мене беа неповторливо искуство кое ми помогна да ги поставам бизнис темелите во својот кариеристички пат како предприемач. Нашата продавница спонтано стана заедница на луѓе со слични интереси и навики. Со оглед на тоа што водам бизнис за органска козметика, грижата за клиентите и нивното здравје ми се во секојдневната бизнис агенда, а индиректно со тоа влијаеме и на поздрава околина. Не чекајте други да ги креираат вашите кариеристички и финансиски состојби, почни сега со тоа што го имаш и со тоа што го знаеш. Како најголем успех го сметам процесот на креирање и развој на нов производ. Многу влијанија и фактори се испреплетени во само еден производ. Макотрпноста да се добие истиот е многу предизвикувачка, меѓутоа финалниот резултат е тој што те прави секогаш горд. Иновациите во бизнисот се предикат за успех на истиот. Повеќе пати доаѓаат со непрекинати истражувања, работа и иницијативи, а неретко и како барање и поттик од општествените трендови и случувања на пазарот. Па мојата борба е да ме објаснам дека кожата нема пол и еднакво треба да ја негуваат и мажи и жени. Сите жени кои сакаат да започнат свој бизнис би ги посоветувала да не чекаат други да ги креираат нивните кариеристички и финансиски состојби, да започнат веднаш со тоа што го имаат и со тоа што го знаат. Патот не е лесен, но истрајност и упорноста на крај ќе го дадат посекуваниот резултат.